Да. Значи, првиот дел од денешното предавање ќе зборуваме за систематизација на движење и тука ќе споменам нешто за манифестен и латентен простор. Споменато е неколку пати, ама така ќе посветиме посебно внимание на овој дел. Што значи систематизација? Како движењата, на кој начин движењата може да се гледаат, да се објаснат, да се дефинираат, да се групираат во одредени групи. Информативно е, но ќе ви врши работа за понатаму за да знаете кога ќе треба да систематизирате. Значи да систематизирање значи да поставите некои рамки во некои групи да ги поставувате движењата, па да знаете дека не знам овој тип на движења се статички, овој тип на движења се динамички. Па биомеханички, например, ќе учите кои се концентрични контракции, кои се ексцентрични, какви движења може да се направат со ексцентрични контракции, какви со концентрични. Но да не ќе имате посебно за овој дел последниот по биомеханика. Јас сакам чисто да дадам информација, претпоставувам така. Е јасно, но кога ќе слушнеме бројка од 500 мускули, тоа е наистина огромна бројка. И сега, можете ли да ги наброите, ве прашање до било кој од вас, дали може да ги наброите движењата кои што може човек да ги изведе? Не може. Не може, апсолутно. Тоа се огромен број на движења, нови движења, формирани моторички навики, ќе зборуваме за тоа. Добро научени движења, ненаучени движења, огромен број на движења. Зошто? Затоа што човекот има зглобови. Зглобниот систем овозможува ние да направиме движење кое што лактот и подлакот ќе бидат во една позиција, ама дланката ќе биде во друга позиција, ама во однос раката цела во однос на телото ќе биде во трета позиција и такви верзии имаме милион и многу повеќе од тоа. Благодарејќи на мускулно-скелетниот систем, всушност системот на лостови, значи го објасни тоа минатиот пат, системот на лостови и системот на како функционира тој лост, значи спрегата на мускулите во зглобот. Едните мускули влечат, другите попуштаат и така натаму ние можеме да изведеме огромен број движења. Ама сепак може некако да ги структурираме, значи да ги ставиме во некоја група тие движења. Пример, Фарфель, физиологија на спорт, стара книга, добра книга, интересна книга. Така филозофска, не филозофска, туку има практични примери кои што до ден тоа е физиологија на човекот, ние не сме се смениле ништо особено во последните 30 на години. Гајтон, книга физиологија, понејзе да се учи се уште. Иако има нови методи на учење некои, но Гајтон е Гајтон. Кога ќе ви спомнат физиологија, Гајтон асоцира на физиологија. Може би сега има некои други книги. Како ги дефинира? Значи, лежечки положби, седечки, стоење со стокмени нозе, положби во подпирање и така натаму. Ние направивме на часот по првиот час терминологија која зборувавме во сала. Тука покажав некои работи, што значи приземна положба, опирање, што значи положби со свиткани нозе, па пробавме ставови, спетен, распетен и така натаму. Значи една од класификациите е оваа. Потоа има една класификација која што така ги групира движењата во стереотипни движења, тамо под буква А, и долу под буква Б ситуациони или нестандардни движења. Овие стереотипните се стандардни, однапред знаеме во гимнастика како изгледа склопка, нели? Ама во боречки спортови, во фудбал, не знаеме какво ќе биде движењето за да направи некоја финта, нели, или да се надпреварува едниот спортист од другиот спортист. И сега, овие стереотипни движења може да ги поделиме на циклични и ациклични. Долу, прво циклични, циклус. Циклус значи повторување. Значи циклус, еден циклус, друг циклус. Трчањето е типична циклична активност.
Велосипедизмот е типична циклична активност. Кревањето на товар, на пример на гради, е циклична активност. Таа е стандардна, знаеме дека има 1, 2, 3, значи има циклуси на повторување. Веслањето на кајак, чамец или било што е циклична активност. Со две раце кога веслам, па дури и со една рака кога веслам, таа е циклична активност. Така да, овде на слайдов ова се извадени материјали од книгата, намерно се извадени вака за да ве асоцираат да проверите во текстот, во книга. Како некои примери, скијање, да. Однапред знаеме како ќе изгледа тој лик, или тоа движење, дека е велеслалом, дека е слаломско движење, дека има свртување на лево, свртување на десно, тоа е циклично движење. Пливањето е исто така. Тука може да се поделат овие циклични движења според интензитет, нели? И секогаш вие се сакате на испит да кажете трчаат или интензитетот е висок. И добро, тоа е во ред, ама нас не ни значи кога ќе задаваме тренинг, а прашањата ќе бидат такви. Со каков интензитет се работи интервалниот тренинг? Професоре, се работи со висок. И сега замислете на некој клиент или клиентка, почнувате тренинг и вие кажете трчај со висок интензитет. Поима нема каде е. Не знае дали е 30 км на час висок интензитет или е 200 км на час висок интензитет. Секојаш треба да имаме параметар. Но да, некако се групира дека максимален интензитет е згиб 1, ако не можеш 2 или 3, еден згиб е максимален интензитет. Субмаксимален интензитет, ако можеш 20 згиба, ти ќе направиш 15 згиба. Голем интензитет е, ако работиш, например, нешто околу 100 згиба можеш да направиш, така, и ти работи со голем интензитет, не ти е дотказ. Зошто? Затоа што ако можеш да направиш 100 згиба, значи 50 згиба секако ќе можеш да ги направиш со голем интензитет. Ајде не 50, тука ќе ставам 70-80 негде. Но умерен интензитет е нешто што е на типот на пешачење, планинарење и така натаму. Ама сепак и за овие параметри кога задаваме тренинг треба да имаме информација точно. Колку да одам, значи едноставно RPE да биде Боргова скала, Rate of Perceived Exertion. Дали можам да зборувам кога пешачам или не можам да. Ако не може да зборува човекот, значи тоа е многу тешко за него. Се можеби треба да биде тежок ако така сте спланирале. Ама ако е почетник нема да зададам таков тренинг. Што значи, иако стои овде интензитет, треба да знаеме кога ги класифицираме вежбите според параметар. Срцева фреквенција, број на повторување, килажа која што се крева, тоа се тие интензитетите кои што можеме да ги гледаме. Да, еве овде нешто кажува што значи тоа во однос на интензитет, негова логаритмска крива, со тоа што да, може, еве, точно. Може да се искористи некако, ова се горе метри. Добро. Нека стои ова за тие што гледаат, може да се искористи, но не ни помага нас многу во креирање на тренинг. Кога ќе кажете како се креира тренингот, треба да го знаеме точно интензитетот. Затоа што овде може голем интензитет за некој да биде навистина голем, а за некој може да биде максимален интензитет. Ама ако му зададеме параметар срца фреквенцијата за трчање или број на повторување во однос на килажа кај тежински тренинг, тогаш ќе знаеме со кој интензитет работи. Сега циклични движења. Ова се движења кои што не се знае точно, нема почеток и крај точен. Мислам, на некои различни се од нестандардни од овие ситуационите движења, но делот она горе што споменав, например кревање тегови, може би да циклично ако има некоја различна структура на движењата. Па знаеме дека прво работиме брпис, например, прво работиме легнување, па станување, па скокнување, со тоа што во тој сегмент имаме ацикличност, ама секако има циклус некој кој што се повторува. Значи и во тој дел. Разни сврлања, например, ако работиме едно движење кое што не се повторува и сврлање, тогаш тоа може да го дефинираме како ациклично. Гаѓање, гаѓање со лаки стрела и така натаму. Тоа е едно движење, затоа може да се нарече како
ациклично. Ова циклично е нешто што се повторува. Кои спортови, огранки, да. Значи, ги препознаваме ние движењата во гимнастика, ама нема повторување. После склопка работиме ковртле напред. Така, тоа се по едно движење ги работиме, нема повторување на движењата натре. Ситуационите движења се оние кои што ги споменав, дека не можеме да предвидиме какво движење ќе направи човекот, туку тој прави движење во однос на ситуацијата која што се создава. Дури и спортските игри, ние двочекор знаеме како изгледа, така тоа може да кажеме дека е циклично движење некое. Ама не знаеме кога ќе го направи двочекорот и дали навистина ќе го направи двочекорот преку ротација во лево, десно или ќе отиде на лева или на десна страна, ќе го измести противникот. И затоа се нарекуваат нестандардни движења. Мислам дека понатаму ќе има за стереотипни и нестереотипни движења, но ајде да видиме. Добро, да не должам во однос на оваа класификација, ја имате во книгата, значи стереотипни, стандардни. Да, стереотип. Стереотип значи цврст отисок. Тоа не го споменав, момент е тука да кажам. Цврст отисок значи дека на земја кога ќе видите отисок, знаете кој е животинче поминало. Дали е кутре, дали е мачка, дали е лисица, дали е птица. Затоа се нарекува отисок стереотип или ние точно знаеме однапред какви се движењата. Океј, една друга систематизација према Бушард, кој што вели дека физичките вредности може да бидат во структури и во кинетички операции. Влегуваме малку во дефиниција, нема особено ништо посебно да кажувам во овој момент. Особините или способностите може да бидат органски, мускулни, перцептивни, значи гледате кои способности се дефинираат ке перцептивно кинетички, брзина, моторна реакција и така натаму, ке мускулни со сила, отпорност, веќе ги дефинираме способностите тука, ке органски издржливост, некако VO2 тука ни е во овој дел. Значи, пробал Бушард да го издефинира на овој начин. Ние би било супер да знаете и треба да знаете што е тоа манифестен и латентен простор. Ова Санта Лет ја кажував неколку пати, дека ние ги манифестираме движењата горе, ама долу, сушност долу, во скриениот дел, во латентниот дел, таму се воспоставуваат движењата. Од таму ги имаме моторичките способности за сила, за брзина, за координација, за флексибилност, за издржливост. А флексибилност, ке зборуваме, не е баш нешто посебно како моторичка способност, но ние поседуваме квалитети кои што треба да ги покажеме и да ги манифестираме во тој манифестен простор. Ама тие квалитети се во латентниот простор. Тие квалитети се уште еднаш ке вратам, квалитетите се во водата, под морето, а ние ги манифестираме над морето, над водата. Токму тоа и кажува манифестниот простор, што е манифестен, што е латентен простор. Споменав дека се дефинира латентниот простор преку факторска анализа на база на манифестирање. Че ние манифестираме движења, проверени се огромен број на тестови, огромен број тестови се проверуваат и велиме овој тест е за ова, овој тест е за ова, не знаеме за што се или некогаш, ама генерално ги знаеме тестовите, правиме математичко статистичка анализа, која што се нарекува факторска анализа, ќе учите постдипломски студии, и може да го истражите латентниот простор, да видите човекот при таа батерија на тестови што прикажал, какви способности прикажал. Многу интересно, преку бројки, кои што може да се дефинираат понатаму во дефиниции за моторички способности и во тој дел. Ова е од Верхошански, намерно оставено тука, вели се што можеме да замислиме, можеме да го изматериализираме. Преку движење, се зборувам за движењата. Значи, оние трипл бек флипови со шрауби и да не ги користам се термините од гимнастика, например, гимнастичарките и сноубордерите исто и овие со секаде каде што има акробатско движење, го нарекуваме, ги рушат навистина границите на можност, па изведуваат движења кои што не сме можеле да ги замислиме. Но како и да е,
ние кога правиме некое движење, дури и јас кога зборувам, манифестацијата со раката во моментот е изразување на некоја мисла. Значи, мислата ја изразувам преку движењето или мислата ја материализирам. Тоа кажува Верхошански, дека намерното движење представува материализирана мисла. Супер теорија која што би требало така да отвори многу видици. Овој дел го објаснивме во тестирање, каде што нема да се задржа многу, ама се работи сепак за структура некоја. Значи, преку таа факторска анализа, успеале авторите да внесат многу тестови и да издефинираат некои латентни простори, нели, кои што велиме дека покрстиле тој едниот фактор механизам за структурирање на движење, кои што влегуваат координацијски способности. Овде за регулација, за синергистички автоматизам и регулација на тонус, кои што се способности како флексибилност, тестови за брзина и така натаму. Овој другиот фактор голем, некои го крстиле за енергетска регулација, тука би требало да е експлозивна сила, значи се што се однесува на нешто што може да издржиме во подолг временски период. И интересно е, тука не се спомнува издржливост, ќе кажам, затоа што не се внесени тестови, всушност не го проверувале латентниот простор преку тестови за издржливост. Доколку внесле тестови за издржливост, ќе бил во оваа анализа ќе биле вклучени и ќе се споменала и издржливоста некаде. Тоа е многу интересно. Значи, што сакате да истражувате, тоа треба да внесете во истражување. Ако сакате да имате добро возило кое што ќе ви издржи на долг пат, а не треба да е брзо, треба да купите такво возило. Купите караван, некој кој што сакате спортско возило, треба да купите некој кој што може да поднесе голем број на вртежи, голема брзина, спортски гуми, изглед, аеродинамичност и слично. Слично и во истражувањата. Они тука не внесле тестови за издржливост и едноставно не ја споменуваат издржливост, иако има Куперов тест, ама нема повеќе тестови внесено. Ова е таа шема која што ви ја кажав, колку тестови се внесени, ќе видам, па да, туку историја ни го немаат ставено Куперовиот тест. Претпоставам, да, точно. На база на тоа се добиени некои фактори, еве ги од во средина овде 4 фактори. На база на тие фактори се направени повторно некоја факторизација и се добиени некои. Значи, целта е да се истражи внатрешноста, да видиме кои се тие основни моменти кои што ни помагаат, латентни, скриени способности кои што ни помагаат ние да бидеме брзи, силни. Дали е тоа едно нешто бараме, дали е тоа некој човече внатре во нас, или се многу повеќе човечиња, како да ги крстам. Значи, механизми нека бидат кои што ни помагаат да манифестираме некоја способност. Но ова е само идејава дека се добива преглед како пробуваме да ги структурираме движењата кои што се манифестираат. Значи, исто како Бушар, исто како Фарфе, што ги кажал претходно, пробал да ги структурира стереотипни, нестереотипни, што ја знам. Ние пробуваме сега латентниот и манифестниот простор да го некако го структурираме. На тоа се однесува ово предавање, на тоа се однесува и момент со латентни и манифестни димензии. Например, англосаксонска терминологија, не ја читам, може да видите во 5 категории се поделени. Каде е ставено одење, каде е ставено удирање, каде се ставени тапкања, одење на прсти, креативни движења и така натаму. Еве уште една подолба, која што според зборувам сега според терминологијата како може да ги поделиме исто така. Овде не се спомнува циклични, ациклични, ама се споменува нешто друго. Значи, повторно, друг вид на структурирање на движење. Сега, и спортовите може да се структурираат, нели? Само да видам што имам. Да, може да се структурираат на моноструктурални, полиструктурални. Значи, моно е едно, поли е многу. Што кажува, вели дека моноструктуралните може да бидат, ова ни е веќе познат термин, циклични и ациклични. Значи, какви некако ги споменав ја веќе, не се навлегувам многу на овој дел. Полиструктуралните може да бидат детерминирани, значи однапред знаеме што ќе се случи, или стохастички. Стохастички значи дека не можеме да го предвидиме она што ќе се случи, но сепак нема нешто непредвидливо. Има само наше незнаење кон нештата. И тоа е нормално, ние не можеме се да знаеме. Генерално, нашиот живот е математика,
која што ние ја разбираме или не ја разбираме. Формула која што можеме да ја видиме или не. Се одвива по некои не однапред предвидени работи, туку некои сили кои што влијаат на нас. Може би не е тоа математика обична x плюс y еднакво на z, туку е некоја поголема математика, но и овие стохастички системи кои што велиме дека се неорганизирани, всушност постои страшна организираност. Има едно примерче ќе ве замотивирам, водата кога врие. Ние мислиме дека внатре е хаос. Така хаос значи не е само терминолошки дека е нешто неуредено. Хаос, теорија на хаос значи дека хаосот како хаос термин значи дека е нешто несредено, неуредено, не може да го видиме. Ама не значи дека е хаотично затоа што ние не може да го видиме. Туку едноставно ние гледаме или не препознаваме дали има некоја логика во нештата. Затоа и таа теорија на хаос каде што вели дека нештата се многу добро поврзани. Не се вратам назад на вриењето на водата. Ако најдете клипче, сега ми текна момент, да видите како врие водата и што се случува внатре со циркулација на водата, тоа е фантастично организиран процес. Тамо нема хаос. Тамо точно водата циркулира по одредени шаблони. Значи, ние го гледаме дека тоа се некои мурчиња кои што излегуваат, ама тамо е точно нормално, зависи од која температура, во која температура, нели, обем на тенџера или која течност е внатре, но има организираност дури во тоа што ние мислиме дека е хаотично. Така да има организираност и во спортските игри. Ние мислиме дека Меси може да туку така му дошла некоја идеја. Тоа е во моментот нашо решение, за кое што ние не знаеме и не сме имале во предвид или не може да го процениме од каде дошло. Исто е за кошаркар, ракометари и боречки спортови, сега да не навредам некој спорт, мислам да не споменам некои спортови, ама може да сватите на што алудирам. После имате комплексни, еднородни, разнородни, повторно некоја така класификација на спортовите. Ова зборувавме доволно, аеробни, анаеробни, ама морам да го споменам тука, затоа што и ова е некое структурирање на движењата, па движења кои што се изведуваат во аеробни услови, кои што се изведуваат во анаеробни услови, нели? Како и да е, човекот е поврзан помеѓу моторичките способности и видовите на движења кои што ги изведува. За да ја земам јас шолјава во моментот во која што, нели, ја користам, мене ми треба сила, ми треба издржливост да ја држам шолјата, иако не е некоја голема, нели, издржливост, ама ми треба и моторичка навика за да ја дојдам и ја грабнам, ја превземам шолјата. Значи ја треба да направам прецизно движење за да ја превземам. Малите дечиња не може да ја земат шолјата. Не може да пристапат кон неја дека не научат. И тоа е единствено моториката каде што видиме нас не требаат и моторички навики, нас не требаат и моторички способности за да може да изведеме некое движење. Да, ова е тоа точно што го кажувам. Не спомнам повеќе за моторички навики, бидејќи клучни моторички способности ги издефинирав и веќе зборуваме за нив, да издржливост беше првата која што зборував и јас тука би завршил за овој дел кој што се однесува на структурирање на движењата. Имате ли нешто да прашате, посочите за овој дел? Дали ви треба 2 минути пауза? Не. Океј. Втора тема која што сакам да ја споделам е темата за флексибилност. И за оваа тема, да, тука ќе дојде тој момент каде што ќе ви пратам линк, кога ќе дојде моментот, не е проблем. Ај се да видиме овде нешто прави. Да, дали сега се гледа? Не. Црна слика. Не. Ај, што да видиме, ќе направиме овака. Дали сега се гледа? Да. На 2 монитора работам и нешто ми префрла. Ама добре, што сватив, што ми кажавте вие, всушност, инаку немав представа. Океј. Зборуваме за флексибилност.
еве ги тие повторно латентен и манифестен простор, ќе се повторува многу пати. Приметувате флексибилноста каде е таму издвоена, брзината е издвоена на некоја, не е групирана на ниту еден начин, значи не сме ја структурирале, исто и флексибилноста, флексибилити каде што пишува не е структурирана. Ќе видиме зошто, има дилеми дали е таа моторичка способност или чисто анатомска, но нека остане за понатаму. Бројкава број 1 значи дека секоја способност прво е дефинирана. Број 2 ќе пробаме да најдеме за таа способност, кога ќе зборуваме колку видови на таа способност. Има и број 3 како се подобрува таа способност. Значи сега сме во еден дефиниција. Една општа дефиниција. Не, мислам ја читате, да не ја раскажувам. Само треба да кога ќе било што кога ќе дефинирате, само треба да ви е јасно за што се работи. Значи, што е целта на силината да подигнам нешто, да преместам нешто? Што е целта на издржливоста да издржам што подолго? Што е целта на координацијата да се снајдам да направам некое движење? Што е целта на флексибилноста да изведам што поголема амплитуда во зглобовите каде што се изведува тоа движење? Толку. Веќе сте го издефинирале. Дали постои дефиниција спрема еден автор, втор, трет, е тотално ирелевантно. Битно е да ја разбирате дефиницијата или да знаете да објасните на трет човек што е тоа флексибилност. Ке ве прашаат утре што е тоа флексибилност? Не знам што беше флексибилност. Само малку концентрација и нормално нека знаете. Сега дали моторичкава способност е, дали флексибилност е моторичка способност или само анатомска категорија е многу деликатно. Ние пробуваме да ги истегнеме мускулите, значи структурите на мускулите да ги истегнеме. Арно има некој бенефит. Значи ако гледаме така, тогаш и тоа е анатомска категорија. Арно ама со тек на времето ние можеме да подобриме таа анатомска категорија, значи таа должина на мускулите. Тоа значи дека ние некако делуваме преку тренинг на таа анатомска категорија, затоа може да се сврсти како моторичка способност. Иако нели анатомски ги истегнуваме. Сега ние анатомски не толку ги тренираме мускулите кога надополнуваме гликоген, да, протеини можда и тој во тој момент, но сепак флексибилноста е малку подиздвоена затоа што тука нема замор. Напротив, има релаксирање кога се изведува вежби за флексибилност. Па тука е таа дилема дали е моторичка способност или анатомска категорија. Ние ќе се крстиме како моторичка способност затоа што ни врши многу работа. Ќе искористам во овој момент да кажам дека флексибилноста, иако ќе зборуваме за ова, и генетски детерминирана, може да се подобри, но не многу како издржливост. Издржливоста може многу да се подобри. Брзината не може да се подобри многу, флексибилноста не може многу да се подобри, експлозивната сила не може многу да се подобри. И тоа се тие моменти кои што ќе имаме предавање, ќе треба да ги знаете, ама за флексибилноста ќе кажам дека да, може да се подобри, ама не многу. Тој што не може да си ги допре колениците, многу тешко ќе направите да го допре подот, нели, кога ќе направи претходно. И сега овде гледате од десна страна физиолошко истегнување, тоа е тренинг на нормално истегнување, ама имаме и патофизиолошко, каде што велиме дека настанува повреда, па мускулот е истегнат и тоа веќе го лимитира движењето. Значи тоа не е во ред, ние работиме тренинг, физиолошко истегнување. Инаку на доктор кога ќе отиде некој со вакво недобро истегнување, ја користам термин истегнување, лекарот ќе каже си го истегнал мускулот. И сега ти викаш, ние на тренинг истегнуваме мускулите. Да, ама ние не правиме да излеземе од она Магдалена што го кажа од портокаловиот круг надвор, туку делуваме помеѓу хомеостазната состојба и оние ивиците на еквилибрирање, значи во ивиците на тренинг. Така да треба да го знаеме овој момент. Само потврдете ми дали се гледаат следовите? Да, се гледа. Да. Супер, нешто питнов, па не знам дали остана. Ова е една крива која што покажува каква е нашата флексибилност во однос на годините. Ако продолжиме понатаму, се повеќе се намалува флексибилноста. Доколку не ја одржуваме,
но може да одржуваме. Дечињата знаете дека на 1,5-2 години негде од никаде стопалото десно ќе го земат и ќе го стават во уста. Ние не можеме да го направиме, зашто? Затоа што едноставно може би не е одржувана, да, не сум сретнал истражување, дали ако тоа го одржуваме во тек на живот ќе остане понатаму. Гимнастичарите можат. Еве, еден пример, тие што се занимаваат и малтени професионално, кај некој дозволува таа генетика, кај некој не дозволува, но може да направат и да задржат голем опсек на мускулите, така да чисто да имате во предвид што се случува и што да очекуваме кај дечиња, утре ќе бидете професори по физичко. Ќе работите со оваа категорија буквално до 16, 17, 18 години. Некои од вас сега имаат 18, 19 години. Што да очекуваме од флексибилноста? Зошто околу 8-10 година може би се намалува? Затоа што растат коските, пубертетски период, растат коските, а мускулите не го следат тој момент. Па се намалува амплитудата на изведба во зглобовите, ама треба да се вежба. Па се појава тој шлатер ефект кој што, например, на пателарната тетива, кај дечињата може би имал некој од вас исто, заради одеднаш развој на коската, мускулот не може да го следи толку брзо и го лимитира движењето и настанува болка во пателата, значи под пателата, шлатер ефект се нарекува. Нормално нешто што се случува во пубертет. И треба ние да го знаеме тоа дека, например, не треба да ги форсираме децата при спорт, физичко и така натаму. Како се проценува флексибилност? Сега ова намерно во заграда сум ставил се мери или се проценува. Нели рековме се проценува. Ништо не се мери од моторичките способности, ама тука е ставено во заграда, мислам и прецртано, затоа што ние мериме растојание или мериме агли. Ама повторно дојме до муавето дека ние проценуваме флексибилност. Овде кај флексибилноста всушност можеме да измериме колку е аголот и на тој начин може би директно може да измериме колкава е флексибилноста. Но би било добро да ги разграничиме. Во ниедна друга способност нема да стои нешто што е мерење, само кај флексибилноста тука го ставив, затоа што е така филозофски гледано интересно да се разбере дали ние мериме или проценуваме флексибилност. Флексибилноста, нели реков, повеќе делува како анатомска некоја карактеристика и може би бидејќи анатомска можеме точно да измериме колкава е должината на лостот. Ако можеме да измериме колкава е должината на лостот, кај флексибилноста можеме и точно аголо да го измериме колкав е. И на тој начин велиме да, флексибилноста е толкава. Така да е деликатно кај флексибилноста, но посветив 2 минути на тој дел. Во секој случај постојат два методи, директен и индиректен. И сега дали има логика да ве прашам според сликава кој метод ќе направи подобра проценка? Директниот или индиректниот? Мислам дека директниот. Апсолутно. Инаку, ако индиректниот... Точно, ако индиректниот, нели, ќе остане дека двајцава имаат иста флексибилност, а всушност немаат. Така да индиректниот е многу добар. Исто во длабок претклон кога се работи, надолу, значи од стоење, исправен со дланките надолу и треба да пробам да ги бутнам на дланките што подолу. Тогаш ако се мери аголот, е многу по-прецизно ќе биде отколку ова друго. Иако тука веќе сразмерно некако е телото, па може да се направи добра проценка и преку индиректниот метод. Но чисто да знаете како се проценува, постојат вакви агломери, многу едноставни апликации на телефони и слично, систем на тестирање кој што Бадиела сега да го чекај да видим. Не го прекинувам следот затоа што може да го прекинувам ствари, чекај да видам што ќе се случи ако супер. Еве ви еден скрининг на мобилност, која што можеме да ја кажеме дека е флексибилност, можеби не во максимални фази, но дека се проценува преку агли. Чекај на следно што има, да, повторно преку агол. Така се гледа следот.
Да, се Да, гледа. мислам дека се гледа. Окей. Се гледа, се гледа. Се гледа. Супер, ќе ги поминеме вака. Еве ви за хип флексор, значи колкава е флексибилноста на флексорот, со тоа што повторно одиме преку агол, значи проверуваме. Ова се некои мануелни, не гледаме, значи оценки се ставаат, субјективни проценки, ама ни вршат работа. Ова е за сила, ова е за мобилност, повторно приметувате дека во коленото свиткано кон градино ротација внатрешно на подколеница, од колку степени може да отиде, па да се направи проценка. Се од ова, повеќето од овие проверуваме флексибилност. Ова е кор, некоја не е флексибилност. Ова е повторно некоја така флексибилност каде што бараме мобилити и така натаму. Тоа сакам да кажам дека се ова повторно ќе ме зеза. Да гледате црн скрин најверојатно. Професоре, извинете, како би било индиректно мерење? Дали се гледа слайдот? Да, се гледа. Вака, индиректно значи дека мерам сантиметри, ја намерно не спомнував бидејќи мислев дека се гледа. Ги мерам сантиметрите или должината од левата кон десната нога. И сега на десниот слайд, ако гледате, црвениот човек е висок 195 сантиметри, а овој синиот човек е 167 сантиметри висок. Они и двајцата, ова е максималната флексибилност во расчекор што можеле да ја направат. И сега гледате, од левата од десната нога има 160 сантиметри и за едниот и за другиот. Ама кој е пофлексибилен? Црвениот или синиот човек? Црвениот. Не, синиот Синиот е пофлексибилен. Синиот. Ама не, ја погрешно разбрав. Ја разбрав дека он, значи црвениот треба да го следи плавиот, а иначе црвениот може повеќе да се расшири. Да, не треба да го следи, точно тоа е тоа. Не треба да го следи, него овие се тестирани посебно, црвениот, посебно синиот. И двајцата имаат резултат 160 кога направиле расчекор. Арно, ама кога ќе видиме височината, кога ќе видиме, тогаш црвениот е повисок и за него аголот, сега се враќам на левава страна, гледате аголот за него е 90 степени, а за овој синиот е 160 степени аголот во расчекор. Разликата е у аголот. Да. Директниот мери преку агол, значи го мери аголот, се пазите, кажувам го мери аголот, овде мери должината. Ова е еден конкретен пример што значи директно или индиректно проценка на флексибилност. Магдалена, ворете? Да, ворете ви, благодарам. Молам, супер. Океј, тоа беше околу флексибилност, околу методите на проценка. Инаку, затоа кажав анатомска карактеристика е. Ова е саркомера. Не ја споменавме во тамо кога зборувавме какви беа движењата. Како настанува мускулна контракција? Значи, ова се актомиозински апарат или саркомера. Каде што актомиозините, еве ги може да видите миозините, миозинот е во црвено, актининот е во сино. Така и овде кажува еве го актинот, а ова е миозин. Ова се малечкиве меурчиња, тоа се пеглавите. Тоа се главичките кои што ја прават контракцијата, каде што доаѓа не пеглавите, туку главичките во кои што доаѓа фосфорната единица. Ако ви текнат и ше следеа настава, или може да се вратите на видеото, таму мислам дека за издржливост беше, да, каде што објаснува филозофијата на како се прави мускулна контракција. Значи дека ова е актомиозинскиот апарат кој што се преклопува. И се гледате што значи на долната слика е контрахиран мускул. Значи замислете сега јас правам контракција на бицепс, контрахиран, ја кревам нешто на бицепс, ви покажувам и на видеото, мислам на моево видео. Тоа е контрахиран мускул. Релаксиран мускул е кога раката ми е скрос испружена. Мислам скрос, кога е испружена. Значи тука нема мускулна контракција никаква и како првата слика овде горе. И на тој начин може да видите дека всушност се преклопуваат овие актинот и миозинот се преклопуваат. Кажав, затоа што таа главичката прави да има некоја контракција. Но сега нас што не интересира? Тука има некоја структура која што не навлегувам, што е тинин, што се Z-дискови и слично. Што е М-линија, нели па како се контрахира мускул, не навлегувам, анатомија и физиологија повеќе клучите, не е моја тема ова. Но финтата е дека во релаксиран мускул, што е сликата горе, ние со истегнување пробуваме уште повеќе да го развлечеме овој актомиозински апарат на нас.
Ако е во физиолошки граници, ние можеме да делуваме на подобрување на флексибилност. А ако претераме, тогаш може да настане повреда и како жица на гитара да се скине. И тогаш е таа патофизиолошко истегнување. Значи, истегнувањето анатомско кога зборуваме се и за флексибилност кога зборуваме се одвива на ниво на саркомера. Нормално туку учествуваат и во зглобот. Значи, дали зглобот може да го поднесе тоа, па како е анатомската конфигурација на зглобот на колкот, па дали може во ацетабулумот, капутот или главата од фемурот да направи големо движење или не. Значи, тука влегува нормално зглобот, лигаментите и така натаму, затоа се вели зглобно-мускулниот апарат, но ние пробуваме мускулите најмногу можеме на нив да делуваме. На зглобот не можеме многу да делуваме. Лигамент ако се истигне, тогаш е истегнато и толку. Или ќе се живее со тоа, или се оди на операција. Ама мускулот, дури да се преистегне патофизиолошки, тој ќе се завари, ќе се врати назад и, значи, може да се скине комплетно, а може само да има една истегнување. Значи, тој може да се опорави. И токму затоа ние пробуваме да работиме на мускулите, флексибилност или истегнување на мускулите. Овде сме во број 2. Слайд број 2, значи видови на флексибилност. Во статички услови нема движење. Во динамички услови има движење. А што значи активна? А што значи пасивна? Активна значи кога јас учествувам во движењето, во и дали статички или динамички со моја мускулатура, значи јас сум активен, а динамички значи дека ја не сум активен, масажа. А масажа не сте активни, освен ако ве боли тој што или таа што стиска, тогаш има активност. Нели? Арнома очекувано е дека нема активност. Исто и во истегнувањето може да има случаеви или примери на флексибилност каде што не учествувате вие, некој друг ви стегнува. Едноставно, нели, во седење, ќе легнам, ќе ги поминеме овие на практичен час, во седење нанапред се наведнувам и некој дава сила преку, ствари, сега ќе ви кажам, на следниот слайд имам видео за тоа. Значи, само сакам да ги кажам кои се видови на флексибилност, статички и динамички. Статичката се дели на активна и на пасивна, динамичката на активна и на пасивна. Влегуваме во тројка. Значи, трет дел, методи на подобрување на флексибилност. И сака флексибилноста, јас ќе кажам дека приметувате повторно како се подобрува флексибилноста, може да се подобри во статички услови, може да се подобри во динамички услови. Ама може во статичките услови да се подобри преку активност и преку пасивни вежби, некоја сила од надвор, исто и во динамичките услови може преку активни и пасивни вежби. И сега, ајде прашаме на крај што значи тоа, каде па сега пасивна, ама прво да видиме што значат, ева како ќе направам. Што значат, дали се гледа видео? Да, се гледа. Океј, супер. Овде добро некои насоки што се супер. Ај се вака. Значи, ова е некоја активна динамичка вежба. 1, 2, 3, 4, 5 и така натаму. Значи, активност, јас сум активен со мојата мускулатура, ама правам динамички вежби. Динамика има 1, 2, 3, 4 и така натаму. Океј, ај уште еднаш. За да знаеме што гледаме, да не биде само дека човеков има капа, бел блузон и нешто работи. Значи, истегнувам задна страна на тело, тоа е глутеус, задната мускулатура на нозет и така натаму во активни динамички услови. Како ќе биде ова во статички услови? Ама ова се активни статички. Зошто? Затоа што јас со моите мускули на рацете, ај уште еднаш, со моите мускули на рацете сум активен и повторно правам истегнување на задната регија на телото. Приметувате, ама јас сум активен. Затоа се нарекува активна, ама статичка во овој случај, затоа што има задржување. Нема зибови, нема 1, 2, 3, туку има задржување. Гледате, стои човекот. Океј. Сега да има која следна. Пасивна. Пасивна на статичка. Јас не се влечам. Колку ќе ме повлече земјината тежа, толку. Како ќе ја направите да ме повлече малку повеќе земјината тежа или со сила од надвор? Што ќе направите? Ќе го седнам човекот долу и ќе проба партнер да му помогне
да биде, чекај да видиме. Ајде се вратиме на незе. Значи, ова се некои варијанти, еве повторно дека е активна, ама динамичка, нели? Има движење, секако. Ова е активна, ама статичка. Значи, сакам да кажам дека може да се зглобовите, битно е да се истегнуваат мускулите, значи да правиме истегнување на мускулите во тој зглоб по должината каде што се истегнуваат мускулите. Што значи дали ќе стоиме или седиме не е битно, битно е ние да го фатиме тој мускул. Сега, ова е таа пасивна, ама динамичка, значи долу човечката во сина мајца, она не работи. Она, приметивте, е пасивна. Така, она ништо не работи, така треба да биде, сега така тоа пробува видеото да покаже, а партнеров од озгора, он пробува да внесе сила. И затоа е динамичка, всушност затоа е пасивна, а динамичка е затоа што има 1, 2 зибови има, 1, 2, 3, 4 и така натаму. Ова ќе ни треба за квизот што ќе го направиме после. И за знаење, нели? Пасивна, ама статичка. Движење има, нема. Значи е статичка. Зошто е пасивна? Затоа што сила од надвор пробува да направи истегнување. Сега како и некои обични вежбички за активна динамичка, овие се снимени кога беше корона, па чисто ќе ги искористиме, на час ќе ги пробаме, нели? Дефинитивно. Значи активни динамички, мала рачеконен став, хоп, активна, овде сум сгрешил нешто. Активна, статичка. Зошто е активна? Затоа што јас со мојата мускулатура истегнувам моја мускулатура, ама е статичка затоа што нема движење. Значи, приметивте, отидов од една до друга, ова сум јас, мал хинт. Отидов од лева во десна страна, ама ја задржувам на едната страна. Не правам зибови. Ова е пасивна динамичка. Пасивна динамичка, значи, пасивна е затоа што сила од надвор работи, динамичка е затоа што има 1, 2, 1, 2, 1, 2. А како ќе биде пасивна статичка? Супер. И сега јас треба уште малку да отидам со коленото овде има грешка. Значи треба да отидам со коленото уште малку кон долу човекот што работи. И за да направам истегнување, која мускулатура се истегнува овде? Знае ли некој? Кај што покажувам со стрелката, кои мускули се тука? Латисимус. Одлично, латисимус. И сега, зошто треба да отидам уште малку со коленото и да не се наведнува толку испитаничката долу, да кажем, затоа што треба да навистина го истегнеме мускулот, инаку ако повлечем и не направам потпор со коленото, тогаш ќе падне на страна, нема да има истегнување. Така да тоа се тие финти кои што треба да ги имате во предвид за да знаете дека мускулот се истегнува по неговата должина. Што има друго? Активна динамичка. Сега, ова е активна динамичка. Кои мускули треба да ги истегнуваме овде? На кои мускули работиме? Градите, мислам дека. Супер, пекторални мускули. Арма, И да. грбните мускули, мислам дека може. Не, грбните всушност работат. Они се активните мускули. Значи, со помош на грбните мускули ние и ги влечеме рацете, ги влечам рацете наназад и ги истегнувам пекторалните мускули. Сега, мислам, супер беше констатацијата, но грбните се активни мускули, тие не се истегнуваат. Тие работат на сила. Кога има динамички вежби, едните мускули влечат, другите се истегнуваат. Ќе видиме што се агонисти и антагонисти мускули. Че едните влечат, другите се истегнуваат. Тоа се активни динамички вежби. Кај динамичките пасивни вежби немаме активност. Наместо нашите мускули да влечат други мускули од надвор или некоја сила од надвор. Или машина, биодекс машина, машини за истегнување кои што при рехабилитација помагаат да има истегнување, нели? Тамо надворешна сила влијае. Сега овде прашањето е дали навистина се истегнуваат по нивната должина пекторалните мускули, дали се вака поставени пекторалните мускули или не? Мислам дека професоре, мислам дека повеќе повише има флексибилност кај малиот дел на градите. Мислам дека кога лечеме на пример нанапред, кога ги поставуваме рацете. Нанапред кога ги поставуваш рацете нема флексибилност. Таму има
влечење на мускулите пекторални нанапред. Значи, еве, ако може да ме видите, во фазата кога оди раката на напред, тогаш учествуваат пекторалните мускули, ама како контрахирани, тамо не се истегнуваат. Они се истегнуваат кога дланката оди наназад. Тоа е истегнува. Сега ќе ви го покажам тоа на ова следново, каде што пробувам преку статички вежби, ама активна, да истегнувам. И сега јас, дали овде има истегнување? Така, покажувам некој истегнување. Има. Прво, зошто е активна? Затоа што јас со мојата мускулатура, која што е од другиот дел од телово, работам на истегнување, на пекторалните. Дали пекторалните се истегнуваат? Да, се истегнуваат. Или градните мускули, пекторал мајор и минор. Значи се истегнуваат. Сега финтата овде беше дека приметете како е овде поставена раката, дека е диагонално горе, и ако одам во овој дел овде, дали овде се диагонално горе поставени рацете, Не, под различен нагол се. Супер. Како се простира мускулот? Пекторалис, мајор ќе да беше повеќе. Еве градниве. Дали генерално се поставуваат, се протегаат вака, се поставени, или поправилно е да се стегнува вака и вака се поставени? Што мислите? Под втората слика мислам дека е, професоре. Точно, Од повисок агол да се. Точно. Сега тука тоа сакам да го кажам дека првата беше малку погрешна. Зошто? Затоа што ако сакаме навистина да има истегнување на мускулот, треба да го истегнуваме по неговата должина. Значи не може ние да истегнуваме квадрицепс, а да правиме некое друго движење каде што нема истегнување точно по должината на квадрицепс мускулот. Така да супер констатација. Професоре, мислам дека исто е на пример за трицепс. Трицепс најбо ќе го истегнеме кога трицепсот ќе дојде кај нашите уши и позади глава. Пример, така Точно. мислам дека. Да, точно. Тоа значи дека, например, повеќето, ако ме гледате на видео, повеќето истегнуваат трицепс. Еве сега јас со раката каде што ми е часовникот, пробувам да истегнам другата рака и истегнувам на овој начин позади глава оди. Не, треба да се бутне дланката да биде поставена по 90 степени и да се бутне назад. Ќе поминеме овие варианти, но супер е констатацијата дека и кај трицепсот особено се прават грешки кога се истегнува, не истегнуваме нешто, ама не го истегнуваме трицепс. Токму во однос на исто во ова што го кажа. Супер. Мате добра констатација. Важно сакам да кажам, дали ти е јасно, бидејќи ти спомена, Матеј, кога дланките одат на напред, ајде тука, во ова движење. Значи кога рацете одат на напред, всушност што има? Истегнување или контракција? Има нанапред правиме контракција, Одлично, а наназад правиме истегнување. На градните мускули, така? Да, на градните и на грбните. Грбните, дали правиме грбните се главни што ги истегнуваме, а според тоа што правиме и втората група на мускули се градите. Мислам дека градите ги стегнуваме, грбните не. Да, точно. Градите ги истегнуваме, а грбните не се истегнуваат. Тоа сакав преска малку ме збуни, па сакав само да посочам. Значи при ова движење овде се истегнуваат градните мускули. Грбните не се истегнуваат. Ево уште еднаш ќе вратам. Значи оди наназад интенцијата е. Хоп, 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 наназад. Грбните само учествуваат во контракција и они се активни за да може да се истегнат градните мускули. Мате? Окей? Да, професоре. Добро. Значи, тука да направиме разлика дека едниве се активни, другите се пасивни кога се истегнува, ама кога рацете одат на напред, контракцијата доаѓа од пекторалните мускули, не доаѓа од задните, од грбните. Дури, за да ги истегнеме грбната мускулатура во оваа варијанта, некој од грбните, што треба да направиме? Кај да дојдат рацете? Нагоре над главата. Па сега е Обратно, деликатно, мислам, од ова ситуација, обратно треба нанапред да... Да, точно, треба нанапред, ама треба да се поставиме да знаеме точно кој мускул го истегнуваме, па може би во
четвороношки на колена и на раце, па ќе направиме некоја вежба модерна за мобилити, што ја кажуваат и слично. Но во тотално Мислам дека друга и дланките може обратно само да ги свртиме. Мислиш ротација во дланките се направи? Да. Може, има логика, али генерално од делтоидеус до еректор спинае, например, тие се стигнуваат во длабок претход. Во тотално друга положба се стигнува. Супер, браво, одлична констатација, и ке двајцата. Професоре, па мислам дека за грбните мускули, тоа што дадов пример, например, кога да имаме шипка, да се фатиме за шипката како да правиме згиб, ама само да се држиме. Мислам дека на англиски се вика dead hang. Мислам дека тоа исто е, ги истегнуваме грбните мускули. Значи да висиш наместо згиб, да висиш надолу, така? Па да, ама не висиш, например, да не даваш отпор, да не даваш сила, туку малку само да се држиш со грбот. Не знам баш како убаво да ви објаснам. Тоа може да се изведи на рипстоли со грбача. На рипстол со грбача беше така? Да. Тика се, држи го ова, теа супер е. Матеј, значи да висиш на вратило, да висиш и да имаш мала контракција? Да. Дали се истегнуваат кога има мала контракција? Нели истегнуваме раменски појас тука? Па види, кога висиш во згиб се истегнува повторно латисимус некако. Зашто? Да, се согласувам. Затоа што латисимусот всушност учествува најмногу во згиб. Така да латисимусот се истегнува. Вие истегнувате и во раменскиот појас, значи човеков е холистички систем, не е тоа туку така дека само едно, ама некои мускули можеме да ги стегнеме изолирани. И некои во бодибилдинг, особено кога се изолираат мускулните групи за вежбање, ние потенцираме една мускулна група, ама учествуваат и многу други мускулни групи. Фиксатори, стабилизатори и така натаму. Не се само тие што прават агонистите концентрична контракција. Супер констатација, но мислам дека не мислам дека ако има контракција, Матеј, не може да се, нема истегнување. Има една варијанта каде што се нарекува PNF stretching, ќе го спомнам на крајот, тамо има една финта, но во ова варијанта што ја кажам, мислам дека тука нема истегнување. Тука има само виснување и да, ние во висење пробуваме да се стегнеме. И повторно е само латисимус. Направам ли мала контракција, нема истегнување веќе. Матеј, дали е ова окей? Јасно? Да, професоре, јасно. Супер. Ако мислиш на нешто друго, можеби не сум те разбрал, слободно кажи. Не, па тоа е, професоре, тоа што сакав да кажав, дека, например, за тоа, за да висиме, али добро, малку сум погрешил. Да, не може во висење, само во висење плюс со контракција нема мускулна. Ова што го кажа Теа, значи Теа како се потпира на грбачата? Со грб или со меф? Грбачата се поставува на рипстоли. Добро. И фактички си свртен со грбо према грбачата и рацете се фатени горе на рипстоли. Одлично. Што истегнуваш како мускули? Па најмногу грбни мускули. Не ги истегнуваш грбните. Ти ги истегнуваш мевните мускули ги истегнуваш ако лежиш со грб на грбачата. Што мислиш? Треба обратно, мислам да легни професор за да се стегнуваат грбните мускули. Значи грбните мускули се истегнуваат, еве го длабокиот предклон. Сега ги истегнувам грбните мускули и мускулите од задната лоша. Една од вежбите кога се истегнуваат. Сега ги истегнувам. Ова затоа ви кажам, овде се истегнува еректор спинае, се истегнува бицепс феморис, се истегнува глутеус и така натаму. Значи, најверојатно ги препознавате мускулите кои што ги кажав. Анатомија има учено. Не се истегнуваат
делтоидеус, не се истегнува трапезиус, не се истегнува латисимус дорси во оваа варијанта. На грбачата која ќе се застане, тогаш се истегнува, ако си со грб легнат на незе, така може да го издефинираме, и со дланките позади фатен за рипстолот, тогаш грбната мускулатура е обратно, таа во некоја контрахирана положба. Иако ние го истегнуваме грбот, рбетот го истегнуваме, ама мускулите не се истегнуваат. Ние само правиме да има екстра движење во рбетот. Ама мускулите не се истегнуваат. За да ги истегнеме вистински мускулите, тогаш треба обратно, треба да направиме нешто што е ова насликава овде на видеова. Така да во таа варијанта кај теа што кажа, ти всушност ги истегнуваш мускулите кои што се од предната страна на мевот и нозете. Со тоа што во нозете, зависно од флексибилноста, се истегнува само ректус феморис, главата од квадрицепс, не и другите, затоа што овие другиве три се во коленскиот зглоб. Само ректусот е тој што се врзува горе на која беше на криста илијака, карличната коска. Коригирајте ако не сум во право. Или може би не знаеме, па што ќе каже, тоа е тоа. Океј. Овде има некои моменти кои што, чекај да видиме што има, како се изведува, да, ова е нека пасивна, и сега гледај што се случува со коленото долу, почнува да се крева коленото, дали тука има истегнување? Нема истегнување. Значи, треба да направам некој вид на блокада, за да направам вистински, ова е динамичка, така? Добро, сум дал и одговор. Арно, ама ако сакам да биде статичка, тогаш треба да направам, чекај да видам што ќе каже, да, ова ќе биде статичка сега, и сега има вистинско истегнување. Значи, треба малку да отидам надвор од грб, да почувствувам болка. Ќе го сработиме тоа на практично, треба да се почувствува болка. Дали овде има истегнување, само вака, или е статичка? Статичка нема истегнување. Точно, да се објасни принципот на вежбите, кој знаат која сум го правил. Океј. Ќе се вратиме на видеово, но првин да дојдам на овој дел. Дали ни се отприлика јасни методи за подобрување на флексибилност, дека може да се работи во статички услови, може да се работи во динамички. Во статички услови може да биде активно и пасивно, во динамички може да биде повторно активно и пасивно. Одлично. Мене малку се буни професора овој момент. Значи, разликата помеѓу статички, само секунда, статички активни и не, статички пасивни и статички активни, пардон, и динамички пасивни. Статички активни и динамички пасивни. Дали тој беше момент статички? Многу ми дојде зборови. Статички пасивни. Еве ти. Ова ти е статичка пасивна. Значи, финтата е во, уште еднаш ќе вратам овде, може да ти биде поедноставно. Во динамички услови има зибање. Статички активни и динамички. Еве ќе ги објаснам уште еднаш. Во статички услови нема движење. Значи, статика е нешто каде што нема движење, има задржување. Во овој случај истегнување може да биде задржување преку планкови за подобрување на сила. Ама статика, ротор и статор, во мотор, значи дека статор е нешто што стои. Статор е нешто што стои, а ротор е нешто што се движи. Значи, кај нас во статички услови нема движење. Во динамички услови има движење. Тоа движење се однесува на 1, 2, 3, 4, значи има зибови. Има зибови. А во статички услови нема зибови, туку има задржување. Значи, еве го прстот, ова истегнувам во статички услови, во динамички услови, 1, 2, 3, 4, ама ако задржам, тогаш во статички услови нема движење. Значи, нема движење, движење има почетна положба и крајна положба. Во статички услови нема почетна и крајна положба, туку има задржување на движењето. Значи, ние одиме во длабок предклон со телото напред и задржуваме, тогаш нема динамика, тога има статика, ама ако одиме во длабок предклон па се враќам, во длабок предклон па се враќам, во длабок предклон па се враќам, тогаш ја правам истегнување на одредена мускулатура, ама има движење. Тоа е основната разлика помеѓу динамички и статички. Дали е ова јасно до сега? Да, готово, разбрав, фала ви. Сега, само разликата помеѓу активна и пасивна е дали кога е активна ние учествуваме со наша мускулатура,
А кога е пасивна, со сила од надвор. Таа сила може да биде на партнер, сила на машина, сила на земјина тежа. Или некоја друга, не знам, да справа. Добро, и сега кога има сила, пример, од некој од надвор, значи во статичка пасивност е кога нема згибови, значи само држи, а во динамична пасивност е кога има движење, ама пасивно е тоа, така? Точно, да, со тоа што не се нарекуваат згибови, него зибови. Зибови. Да, или цимања на српски, цимања. Готово, фала ви. Тоа е тоа колку што јас разбрав. Супер, одлично. Супер. Океј. Сега, кои се поефикасни? Ај, вака сега. Вие ќе ми кажете кои се поефикасни. Како се изведуваат динамичките вежби? Активни. И колку број на повторување треба да се направат, тоа го кажува на табелава, за да се подобри или да се подобри и да се одржи флексибилност. Значи, пазете, за да се одржи флексибилноста во рбет, вие треба да направите 40 до 50 движења. Во колку? 30 до 40 пати. Значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 40, 50. Во дланка, во лакт, во колено, во скочен зглоб гледате на долната страна за да се одржи. За да се подобри флексибилноста, по серија колку пати треба да се прави. Значи, пазете, за рбет треба да направите 100. Ова се истражувања кои што воочиле дека ќе има некое подобрување, но нема да биде, мислам, треба да биде движење, треба да има огромен број на движења, огромен број на повторувања. Хоп, 1, 2, 3, така натаму 100 да дојдеш. Тоа се динамичките вежби. Кај статичките вежби, динамички вежби, значи покажав некои примерчиња, може да бидат нели активни, пасивни, така натаму. Кај пасивните, ќе вратам назад, зошто ќе ги кажам динамички, пасивни може да се користат најмногу во рехабилитација и пасивните вежби да, може да има некои во рехабилитација се користат. Ова се исто некои примерчиња за пасивни, може да видите на првата слика горе 22 е објаснето што прави. Мислам го имам ја објаснето. Сега гледам дека сум имал грешка од слика 19. Зашто е ова како изгледа? Обратно, како и да е. На слика 19 во средина, значи од позиција каде што рацете се водрачи, мал расчекорен став, правам предклон и ротација за да допрам со лева рака десно стопало, да се исправам повторно горе. И ова е некоја вежба за истегнување. Ова се нарекуваат вежби за обликување со цел истегнување. Ама истегнување е за едни мускули, а малку силов тренинг е за други мускули. Секогаш во динамичките вежби имаме малку сила за едните мускули, малку истегнување за другите мускули. Тоа е правило број 1 и ќе видите после во загревање што се случува и дали може да се користи или не. Еве ви на втората слика исто активни. Што значи? Значи ротација, секогаш едните се активни, една мускулатура е активна, друга се истегнува. Арно, ама кај статичките вежби нема движење. Они може да бидат активни, пасивни, активни. Са што мислите, каде може поголема флексибилност да се добие? Кога се вежбите активни или кога се пасивни? Активни. Мислам дека пасивни, професоре, според И јас мислам пасивни. Кај пасивните? Зошто? Затоа што кога сум активен, јас имам некоја контракција на мускулите, ја не можам да се олабавам. Арно, ако сум пасивен и му верувам на партнерот или машината, тогаш може уште малку да отидам надолу. Така да флексибилноста, ако ја мериме како агло или дистанца, тогаш ке пасивните ќе покаже многу поголема флексибилност отколку кај активните. Немаме секојаш партнер, немаме секоја справа и ние можеме да работиме активни вежби за активни статички вежби. Само да видам што имам овде. Ќе го вратиме после. Ај сега ќе се вратам. Да, овде ми фали еден слайд кој што треба да се однесува на ова. Што мислите? Дали може да се постигне поголема амплитуда со динамички вежби за истегнување или со статички вежби за истегнување?
И зошто? Статички. Добро, има некој што е за динамички? И јас. Онака или има некој објаснување? И кај двајцата? Не, па мислам, јас мислам дека со самото минимално движење или зибови се има повеќе ефект, односно се повлекува, да кажеме, интензитетот или мускулот или самото движење. Да. Сега, еден експеримент ќе направиме во сала, но јас ќе го објаснам тука, особено за модерните студенти. Кога правите динамички движења, еве нека бидат ова пекторални, не ги фативме. Значи јас кога одам наназад со дланката, хоп, назад, назад, дали чувствувам болка? Можете да си пробате сами. Па нема Дали професоре болка, само мислам го повторуваме движењето, се загреваме со тоа. Ама ти стегнуваш и при стегнувањето треба да има болка. Мала. Физиолошка болка. Според Инаку мене нема да има... во статичките вежби има повеќе стегнување, се фокусираме само на стегнувањето. Глед се, бака, ја ќе се сложам веднаш со тебе, да, повеќе има отколку во динамичките, ама сакам да дојдеме до тој момент зошто. Пошто нас не интересира, кога студираме, зошто е тоа така. Не е туку така да ги прифатиме работите, дека земјата била округла или рамна. Но туку зошто? Зошто е така или не е така? Значи, дали има болка кога ги стегнувате? Динамички или статички? Еве, статичките ја не покажав, ама ќе се вратам на нив. Кога истегнуваме статички и динамички, треба да истегнуваме до границата на болка. Тоа е трикот и интензитетот на истегнување. Ако интензитетот во издржливост беше во интервален тренинг, кој интензитетот, значи над некоја срцева фреквенција, во континуиран до која срцева фреквенција, е силов тренинг, кој интензитетот, колку килограми да дигнеме, колка број на повторување, нели? Во флексибилноста интензитетот е болката, границата на болка. И кај динамичките, и кај статичките вежби треба да стигнеме до болката. Така ви текнува, еве, драстичен пример нека биде во рехабилитација на повреда, операција на колено и така натаму, секога се оди во првата рехабилитирал некој колено од тука, менискус или лигаменти прстени. Дали имаше намалена флексибилност после операција? Професоре, јас ги бев истегнал и затоа имав после интензитет на... Не, мислам дали има некој, дали правил класична операција на предни крстени, најчесто се прави, или менискус. Ако имал тамо, после модерен период на недвижење, се намалува флексибилноста, особено на задната ложа. И тука треба да се работи на физиотерапевски, на подобрување на таа флексибилност. Таа подобрување на таа флексибилност се работи со болка. Значи, малку е страшно кога се гледа тоа, затоа што физиотерапевтот ја подобрува флексибилноста на тој начин што го истегнува мускулот, а мускулот вели ме боли. Ама овој го истегнува, знае до каде и колку да не претера, да не го искине, ама мора да ја врати флексибилноста, затоа што ако не ја врати флексибилноста, ќе има проблем во движењето човек. Професоре, мислам дека да се најде таа златна средина, каде што имаме премалку бол, ама се додека не боли ептен. Мислам дека за таа златна средина зборите. Да, се сложувам. Значи, ете, нека биде златна средина. Интересно ја дефинираше. Значи, ние мора флексибилноста се работи до граница на болка. Значи, не смее да има преголема болка, затоа велам граница на некоја поднослива болка, ете не го кажам тоа поднослива. Инаку, ако не дојдете до тамо, замислете сега, јас се истегнувам раката, не чувствувам никаква болка, тоа не е истегнување, тоа е релаксирање. Арно, ама ако сакам трицепсот да го истегнам, ја морам да стиснам уште малку поназад, да направам движење, за да може да се почувствува таа болка. Ако не ја почувствувам, златно правило на интензитетот е дека треба да има граница, да се истегнува до граница на поднослива болка. Значи, тука кога има таков момент, субјективно чувство на болка, тогаш ние истегнуваме. Ако нема, не истегнуваме. Ние само работиме на некое движење во зглобот на
Пазете, ова зборувам да има болка ако сакаме да подобруваме флексибилност. Инаку ние можеме да си правиме ротација во зглобот на рамото и тоа е тоа. Ние го раздвижуваме, ама само зглобот на рамото, ама не делуваме на подобрување на мускулатурата или флексибилноста на мускулатурата. Значи, уште еднаш ќе кажам, ни треба болка. Сега, од каде доаѓа таа болка? Овој слайд токму тоа го кажува. Болката која што се појавува е контраефект или заштитен механизам на телото кој што вели ала овој ќе ме претегне. И ако правам динамички вежби, затоа ви кажам, пробајте и пекторалната мускулатура која истегнувате или било која друга мускулатура во динамички услови има болка. Значи ја стегнувам назад, идам многу назад, болка има. Одам назад, болка. Болка, значи како истегнувам има болка на назад. Болката и во статички услови исто, кога истегнувам било што, има болка некоја. Таа болка се појавува поради овие muscle spindles или мали мускулни вретенчиња. Значи не се мускулните вретена, кои што ги нарекуваме ние дел од мускулно влакно, туку мали мускулни вретенчиња кои што се проприорецептори или проприорецептори се внатрешни рецептори. И они, гледате, имаат неф, ево од деснава страна. Ова се малите мускулни вретенчиња, како која форма е ова, некоја издолжена овална топчеста форма, некоја издолжена, а они се поставени помеѓу мускулните влакна. Еве нека биде. Да, помеѓу мускулните влакна. Како ќе го истегнете вие мускулот или мускулните влакна, тие се собираат и ги стискаат ова топче на muscle spindles или на мускулното вретено, го стискаат. Знакот за стискање се пренесува преку централниот нервен систем до кај нас, до бойлерот, до мозокот и вели овој ме претегнува. Значи праќа информација болка. Значи тоа е заштитен механизам кој што природата го направила. Зошто токму заради тоа да не настане истегнување на мускулот. Значи смислиле момент некој тој што не створил и вели ке ставиме едни вакви мали мускулни вретенчиња кои што ќе детектираат болка и ќе пренесуваат на процесоров, на бойлерот горе во главата и ќе му кажуваат, слушај, овој ќе претегнува, пази претегнува со динамички, или ако е со статички, вели ало претегнува, држи, види го уште претегнува, држи. Значи, дава информација дека мускулот е на таа граница на поднослива болка. Ако претерате многу ќе скинете. Ама овие се тие заштитни механизми кои што ни помагаат за да не дојде до претерано истегнување на мускулите. Ова се нарекува muscle spindles и се нарекуваат проприорецептори и, например, онај моментот на кога на ортопед, како се проверува рефлекс, па сте приметиле колено прекрстено, нога преку нога прекрстени и со чукче или со чеканче се удира на пателарниот лигамент, ви текнува на тој метод на проба. Како ќе го удриш пателарниот лигамент, под коленицата прави контракција на нагоре. Значи, удри го малку пателарниот лигамент, тоа е уствари пателарната тива, вие со тој момент всушност правите, симулирате контракција мускулна и тога се вклучуваат muscle spindles и они хоп реагираат и велат врати го назад мускулот. Сега, може би делува апстрактно, кај динамичките вежби, кога јас одам во истегнување на назад, правам хоп, мене секогаш ме лимитира muscle spindles и ме вели стоп. Не може, не те пуштам да одиш да направиш поголема амплитуда, затоа што еве болката. Болката е тука, јас се штитам. Ја не одам повеќе од тоа што е болка и не можам да направам поголема амплитуда на движењето и не го истегнувам мускулот доволно добро. Ама во статички услови, каде што има задржување, се треба да го... Ајде го вратам назад видеото, каде што работиме во статички услови. Супер. Ова беше во статички услови. Така, активна статичка. И сега јас тука задржувам. И задржувам 10 секунди, задржувам 20 секунди, задржувам 30 секунди. До каде задржувам, како рековме Ангел? До болката, така? Се до пред болката, професоре. До болката, да има болка, Матеј. Мора да има мала болка, не до пред болката.
Мора Не, да има мала болка да, ама голема болка да нема, например. Точно, значи се До сложуваме некоја да има нелагодност. Како? До некоја нелагодност, докај што може Океј. да биде стрпен. Може и тоа одлично, значи да можам да истрпам болката 20 на секунди. Значи да не биде голема, не сме да биде голема, ама да има болка. И сега ќе го направиме експериментот, можете и дома. Задржете 20 секунди, 30 секунди. После 20 на секунди ја нема болката веќе. Зошто? Затоа што овие muscle spindlesот велат, овој сепак мене нема да ме истегне премногу, ја веќе не праќам информација до централниот нервен систем дека ќе ме истегнува, доволно е. Не му праќам веќе информација, нема болка. И ја што можам да направам? Можам да отидам уште малку подоле. Значи, во оваа варијанта каде што стојам, можам уште малку понапред да отидам после 20 до 30 секунди. Ова одење понапред е на резултат на релаксација на проприорецепторите или на тој muscle spindle. Дали е јасен овој концепт што го кажа? Да, значи ги манипулираме всушност мускулните вратенци. Одлично. И сега, каде ќе постигнеме поголема амплитуда? Во динамички вежби за истегнување или во статички вежби? Во статички. Има некој што е за динамички? Веќе не. Да, не, ако беше Магдалена, не знам. Не би требало да има. После мој објаснување не би требало да има. Значи, да. ние добиваме поголема амплитуда во статички услови. Ова јас сум кренал некоја рака, ама не знам како да ја спуштам. Така, го гледате слайдот? Да. Да. Значи, ние добиваме поголема амплитуда во статички услови и статичките вежби се многу подобри за подобрување на флексибилноста, отколку динамичките. Сега пак е прашање, кои статички се подобри? Активните или динамичките? Активни. Динамични? Пардон, се извинам. Активните или пасивните? Кои се пасивните исто. Пасивните. Да. Пасивните се подобри. Моја грешка. Пасивните се подобри затоа што во тој момент правите комплетна релаксација и може да се добие поголема амплитуда. Значи, овој стреч рефлекс, така се нарекува, е тој што нас ни помага да го заштитиме мускулот од преголеми истегнувања, арнома ние го лажеме, како што кажа Магдалена, и во статичките услови успеваме да го прелажеме малку повеќе и да добиеме поголема мускулатура. Што значи, ако сакаме да вежбаме флексибилност, јас би работил во статички услови, 3, 4, 5 повторувања до 20 секунди и уште малку подоле, 25 секунди нека бидат и уште малку подоле, 30 секунди нека бидат и уште малку подоле, значи финтата е уште малку да отидам после 20 до 30 секунди. На тој начин јас добивам поголема флексибилност. Нормално интензитетот ќе биде, како што кажа Мати Андреј, до таа поднослива болка, значи не сме да биде неподнослива болката, но ќе видите со 20 на 30 секунди за станување или задржување на таа положба, дека болката ќе ја снема, што значи ја можам уште малку подоле да отидам, или да излезам од оној црвениот круг, ама многу малце да излезам, надвор од тренинг зоната. Всушност ова ќе биде сега максимални граници на тренинг зона. Добро, само да видам овде што имам уште нешто. Рефлексни истегнувања. Овие рефлексни истегнувања се појавува и кај експлозивност. И затоа се нарекува плиометриска контракција. Плиометрија се вежби за скокање. Каде се појавува во скок во височина овие рефлексни истегнувања? Што мислите? На кои мускули и во која фаза? Еве, јас ќе ги издефинирам. Значи, прво, ова беше Нора. Нора стои и сака да скокне да дојде во крајната положба овде. Значи, овде е веќе одвоена каде што е во фаза 3 последната сликичка. Втората сликичка, овде се 1, 2, 3, 4, 5 сликички. На втората сликичка Нора се спушта надолу. На третата сликичка Нора е веќе во кочење, иако делуваат исти втора, трета и четврта. На четвртата слика Нора веќе има интенција за нагоре доби. И на петата слика Нора е во скок нагоре.
Ај се враќам уште еднаш. Во првата сликичка, Нора стои. Втората сликичка, Нора оди надолу. Што прави Нора? Кочи. Така? Нора кочи, ама Нора и ги истегнува мускулите. Кои мускули? Квадрицепс. Уствари, она прави ексцентрична контракција овде. Прави ексцентрична контракција до моментот каде што, тоа е нормален физиолошки момент каде што не можеме да кажам дали уште 5 см подолу или погоре, тоа доаѓа интуитивно. Во моментот кога ќе дојде до крајната положба, тоа е тука негде кочењето, се допираат или се активираат тие muscle spindles повторно. И они прават екстра мускулна контракција, значи не екстра мускулна контракција, него екстра ексцитација, екстра надразба на централниот нервен систем, и централниот нервен систем дава информација за да тргне нагоре со многу поголема сила. И сега прашањето е тука, ќе опробаме и ова кога ќе работиме експлозивна сила на час, ќе опробаме, ама морам да го објаснам и на теорија. Ако Нора почне да скока од втората состојба, или еве третата сликичка или четвртата сликичка, значи да не оди надолу, туку да се спушти, да причека овде 4-5 секунди и да скокне. Дали овој начин ќе донесе поголем скок или поголем скок ќе донесе начинот ако Нора се спушти долу и скокне? Што мислите? Ако се спушти долу и скокне. Вториот. Одлично. Вториот, значи, всушност како што е објаснато на сликата, токму заради ексцитацијата на овој muscle spindles или активацијата на muscle spindles кој што вели овој ќе ме истегне. Значи ја имам ексцентрична контракција надолу, ја кочам, ама и го истегнува мускулот. И muscle spindles вели овој брзо мене ме истегнува и брзо прави некоја, чекај да дадам информација дека треба да се активира нешто. И ја ќе даде информација на централниот нервен систем да направи контракција. Таа контракција или всушност зошто ние во динамички услови не можеме да ги истегнеме мускулите многу, затоа што они велат кочи, ама сега тука кочи нас не треба. Нас не треба тоа да закочи, затоа што во тој момент кога закочува се дава контра информација да направи всушност контракција концентрична се нарекува таа, значи каде што мускулите влакна се спојуваат, припоите уствари, и да направи екстра движење нагоре. Дали го фаќаме малку и абстрактно, но до биомеханика ќе го учите многу овој момент. Мене ми е сега целта само да кажам дека и рефлексот на истегнување се вклучува при експлозивна сила или експлозивни движења. Дали барем тоа го сваќаме? Дека muscle spindles влегува при рефлекс, при експлозивни движења. Се вклучува исто така. Да. Јас го разбирам. Добро, супер. Одлично. Само да имам до кај сме овде. Тоа ќе се вратам назад. Значи, вака се. Рековме дека статички и динамички вежби се разликуваат. Динамичките вежби има активација на мускули, контракција на мускули, значи има и така активација на мускули некои, значи не е само истегнување. Статичките вежби немаат активација на некои мускули, мислам, имаат на овие, еве нека бидат пасивни вежби статички, они немаат активација никаква на мускулу, баш има релаксација. И например во јогата, истегнувања во овие вежби што ги гледате тука се практикуваат многу во јога, каде што пробува покрај дишењето и таа пранајама некоја да се вклучи свесност во движењата и слично, да се прават асани или задржување или истегнување. И сега ние ги вклучуваме во спорт малку повеќе да има истегнување, значи со поголема амплитуда, но финтата е дека треба да бидеме, што мислите, во кај статичките вежби, релаксирани или напнати кога ги работиме? Релаксиран. Колку порелаксиран, толку поголем ефект. Точно, значи треба да бидеме релаксирани. И сега, во загревање, дали статички вежби или динамички? Динамички. Динамички. Чега, не знам, ајде имаме QR код овде, еве ви овде имаме овој, дали овој линк, не овој линк. Ајде вака
Така ќе направиме. Ево линкот. Така, добро. Дојде линкот? Да, најверојатно може. Ма може да пробаме. Ајде. Супер. Ја уште не влегов. Не знам зашто не можам да влезам. Да. И јас не можам Преку- да влезам. Преку Ево линкот го. дава или не? QR код? Ја пробав преку кодот. Само секунда. Не, вака, кодот сега можете, затоа што јас ја вклучив презентацијата, инаку претходно јавува дека не можеш. Може Да, професор окей. да повториме QR кодот? Океј, сега. Дали линкот функционира? Дали може повторно QR кодот да го скенирам? Може, чекај. Ево. Фала. Шесме за сега. Тие што пристапуваат преку QR код и линк, веднаш ги детектира дека се пристапени, што значи треба да го завршат. 7. Океј, најверојатно сте 9, еден изгубивме, повторно се појави. Може? Дали истегнување во загревање? Прво тоа. Да или не? До 8 секунди. 7, 6, 5, 4. Да или не? Да. Не ни кажувај. Ќе видиме која, ама не ни кажувај. Да, јас се сложувам дека да, треба. Многу е трики се прашањата. Океј, одиме следно. Одиме кај се одеше. Добро, сега имаме 12, супер. Мислам дека да, дали статичко истегнување за време на загревање? Трики се прашањата. Нели рековме статичкото е всушност релаксира. Ја би рекол да, иако релаксира. Ама работите мобилити, работите, модерна е сега тоа да се нарекува мобилност. Работам раздвижување на зглобовите, ги иницирам мускулите дека ќе има и зглобовите дека ќе има екстра амплитуда во нив. Значи, апсолутно оправдано да работите статичко истегнување, иако делува дека е само за релаксирање. Ама ние на почеток даваме иницијација дека мускулите се работат. Сега ќе објаснам, ако сакате уште една, само да го завршиме видео, што значи јас се сложувам, треба статичко. Така и одговорот е ставен. Треба статичко истегнување. Сега прашањето е кога и каде. Кога е статичко истегнување? На почеток, на крај или за време на тренинг? Или во сите варијанти? Многу е деликатно. Кој спорт, која активност? Зависи, мислам, од повеќе фактори, но мислам дека на крајот. А видиш што сум ставил јас? Нели е подобро професоре? Професоре на И почеток. на почетокот и на крајот. Одлично. Мислам дека ви спровоцирав. Може да биде, оправдано е да биде во сите овие три сегменти. Ми отидоа слушалките, најверојатно. Да, оправдано, не слушате? Да. Да. Океј, нова слушалка ме кидна.
Оправдано е да бидат во сите три сегменти. Сега, како? Значи, како? Ај вака, ако е на почеток на тренинг, кога би го ставиле? На Пред почеток да на почне загревање? тренингот. Еве гледаме загревање. На почеток на загревање, во средина на загревање, на крај на загревање. Пази, релаксира мускули. На крај, Ама, на почеток, вајде. ама зборувам за загревањето. Значи, загревањето е секогаш на почеток на тренингот, така? Да. Да. После загревањето. После загревањето да ги стимнеме мускулите. Чега сега малце, па Пред. нели не се пред или после? Ако го ставиме после, Пред. нели статичкото истегнување е релаксирање. Пред Значи, ние сме ги загреале мускулите и после ги релаксираме пред главниот тренинг. Први да ги релаксираме, па да ги загрееме. Или први да ги релаксираме па да ги загрееме. Има повеќе логика. Обратно. Како, Стефан, обратно? На што мислиш? Прво на крај да ги релаксираме. Ама јас зборам за загревањето, Стефан, не за тренингот. Значи, загревањето е 10, 15, 20 минути на првиот дел од тренингот. На почетокот. загревање. Сега, кога да ги ставам статичките вежби за истегнување? На почеток на загревање, инкорпорирани во загревањето, или на крајот на загревањето? На почетокот мислам дека е најубава, професоре. Јас се сложувам со Матеј за да ја забрзам темава. На И Андреј, почетокот загревање. точно. На почетокот ќе направам јас некоја мобилност на телото, раздвижување, ќе ставам статички вежби. Они се многу интересни затоа што тоа ви испровоцирав. Они прават релаксирање. И ако ја ги ставам на крај на загревањето, значи ја веќе го смирив човекот, или спортистов, или рекреативката. Ја смирив, сум направил загревање и на крајот ја смирувам. И дали има тоа методски ефект? Нема. Значи треба да дојде главниот тренинг. На крајот на загревањето треба да имаме брзина, нешто што е силно, нешто што го симулира тренингот, а не треба да има опоравување, всушност релаксирање, што статичките вежби го прават. Па, професоре, нели целата финта, се извинувам што ве прекинувам, али нели целата поента на загревање и тоа се е да го зголемиме ритамот на срцето пред тренингот. И затоа да ги правиме пред тренинг. Да, види, во право си, само не ќе кажам не ритамот на срцето, туку да се спреми телото да може да го поднесе. Сега веќе немам слушалки, окей. Само малку, јас не ве слушам воопшто. Пошто ми отидоа слушалките. Speakers. Добро. Дали се слушаме? Да. Да. Се префрлив на компјутер. Значи, финтата на загревањето е да ние го спремиме телото да го поднесе тренингот. Тука се крева срцева фреквенција, се ама ги активираме и мускулите. Значи, и даваме информација, не само вие можете со едноставно возење на велосипед да дигнете срцева фреквенција 130 и дали сте спремни за тренинг по кошарка? Не сте спремни. Дали сте спремни за тренинг во фитнес, на справи? Не сте спремни. Та може да крена малку кардиоваскуларен систем, 1 минута, 2, еден круг, 2 околу терен, неколку пати од кош до кош, од гол до гол во ракомет и слично, ама после тоа треба да направам добро загревање на другиот дел од телото. Тоа загревање најчесто почнува со вежби кои што се со статичко истегнување, мобилност на тело и така натаму. Може да бидат динамички, ама ако зборуваме за статички, тога статичките треба да се вклучат на самиот почеток. Методски е добро, затоа што они ако ги ставите во средина или на крај на загревање, они го релаксираат, нели, телото. Сега, дали има логика да ги ставите статичките вежби на крај на тренингот? Апсолутно. Тогаш вие го враќате телото, има логика. Со тоа што не работам на подобрување на флексибилноста, едноставно работам на задржување на, уствари, како се вели, одржување на флексибилноста. Така да тука нема никаков, мислам, на крај на тренинг е одлично да се прави. Прашањето тука е дали на почеток и каде на почеток. Значи,
Јас не би ги ставал на крајот на загревањето, тоа е почетниот дел од тренингот, би ги ставил на почеток на тренинг. И ова го вели науката, а праксата вели дека во тек на загревање спортистите прават истегнување и никаков проблем нема. Тие чувствуваат дека треба да направат истегнување во некој зглоб, во некоја мускулатура и така натаму, и може да работите загревање, да има акција, застани, истегни. Не е оправдано баш многу научно, арно е функционално. И сега, зошто го кажам, нема повреди, значи не прави он преголемо истегнување, па тука него он само ќе направи благо истегнување надолу, задржи 3-4 секунди, колку да ја олабави мускулатурата од загревањето. Поискусните спортисти го работат тоа и за мене било многу чудно, но некако функционира. И нив им функционира, вика, остајме, јас и знам, ја работам 36 години, не сум имал повреда, ова ми треба. Штом го вела тоа, одлично, работете го тоа. Сега, дали во тек на загревањето ќе застанам па 5 минути ќе истегнувам статички? Не, тоа нема логика. Затоа што тогаш на вистина ќе ги олабавите мускулите. Значи ти може да застанеш 30 на 40 секунди да направам едно задржување на една страна, на друга страна, лево, десно, да направам по 3-4 секунди задржување, тогаш нема работан голем интензитет флексибилноста. Нема, не се работи со голем интензитет, туку баш напротив се дава инициација на зглобовите дека чекај малку ќе истегнам, ќе направам нешто. А динамичките вежби, тие во загревање, да или не? Да. Апсолутно. Да. Да, апсолутно. Апсолутно, тие и на почеток, на крај, нормално загревањето доаѓа. Дали има логика да правите динамички вежби за истегнување на крај на тренинг? Да. Не. Нема многу. Не. Многу подобре, рековме, за да се смирите од да бидат статички вежби на крај на тренинг. Океј, мислам дека е ова јасно, така? Да. Така да, само да видам до кај сме. Овој дел овде, 2 слайда се, ќе ги поминам на брзина. Само уште еднаш да видам овде што се случува. Кажете ми кога ќе дојде слика. Дојде слика? Да. Има слика. Да. Имам 2 видеа сум пуштил, но овој дел го кажувам заради следниот слайд, што е тоа реципрочна инхибиција. Реципрочна инхибиција значи дека кога се активираат мускулите на предниот дел на лактот, еве, ова се бицепс, феморис, бицепс, брахиорадиалис и така натаму. Не феморис, бицепс брахи зборувам, се извинувам. Гледам нешто не ми оди. Бицепс брахи, брахиорадиалис, коракобрахиалис, така натаму, значи флексорите во зглобот на лактот, тоа се ние што велиме бицепс, нели? Ама тоа се неколку мускули тука кои што учествуваат во флексија. Дали кога тие се контрахираат, што се случува со нивните антагонисти? Значи они кога се контрахираат се агонисти, еве го зеленото, а нивни антагонисти се мускулите од задната страна, тоа е трицепс брахи тука и така натаму. Значи да ги крстиме дека се мускули од задна страна. Тие се опоненти, спротивни. Значи ние имаме мускули квадрицепс предна страна на ногата и бицепс брахи, бицепс феморис од задната страна. Нели, хамстрингс и предна и задна ложа, ајде да ги крстиме. Предна ложа, спротивно на нив задна ложа. Значи, ке мускулите на рацете се бицепс или флексори и екстензори од задната страна. Сега, што се случува? Кога се вклучени едните, кога работиме движење, например, еве бицепс овде, кога работиме движење бицепс, на нагоре тогаш бицепсот е агонист, а неговиот опонент мускул е антагонист, или тоа е трицепсот. Може би е трики, ама намерно стои слайдов овде за да се навратите на него. Значи, мускулот кој што е активен е агонист. Мускулот што не е активен е антагонист. Сега, ако бицепс е активен, тогаш него го нарекуваме агонист, а негов антагонист е трицепс, така? Ама ако трицепсот е активен, тој бутка нешто надолу, тогаш тој е агонист, а негов опонент е антагонистот или бицепсот. Така, ова ни е јасно до тука?
Да, Да. Одлично. Да не навлегувам агонист, антагонист, сега ми треба реципрочна инхибиција. Тоа значи кога работи бицепс, трицепс е лабав. Тоа е реципрочната инхибиција на мускулите. Значи, кога работат едните мускули, кога работат агонистите, антагонистите се релаксирани. Тоа е многу битен момент за истегнување. Кога работат од другава страна, овие што биле антагонисти сега се агонисти, кога работат они, нивните антагонисти се релаксирани. Или тоа изгледа вака. Значи, кога работи бицепс, приметувате дека, само да ја намалам брзината. Супер. Кога работи бицепс, гледате, бицепс се контрахира, трицепсот се олабавува. Тоа е таа реципрочна инхибиција која што ни треба. Од друга страна, ако сега замислете дланката бутка, не е дланката завртена, ама ако е завртена дланката надолу и трицепсот работи буткам надолу, тогаш трицепсот се активира, а бицепсот се релаксира. И сега, ова и за реципрочната инхибиција ни е јасно? Тоа секогаш функционира така. Да, јасно е, професор. Има одредени случаи кога не функционира. Во велосипедизам, велосипедистите се наведнати на напред покрај тоа што им треба аеродинамика, но со инклинација на карлицата на напред, всушност велосипедистите, само да видам каде ова да го уклучам. Велосипедистите се ајде бе, зашо не сега? Немам панел, не се гледам. Они уклучуваат и квадрицепс и бицепс феморис. Значи, тука има некој таква опција има тука, значи телото направило да се вклучи и бицепсот од задната регија, но нас не е битно дека во 99,99% од случаевите кога агонистот е контрахиран, антагонистот е релаксиран. И сега зошто ни е ова битно? Ова ни е битно заради овој начин на ПНФ истегнување. ПНФ истегнување, значи покрај статичко динамичко истегнување со они активни и пасивни, постои едно ПНФ истегнување кој што веднаш ќе кажам се работи само кај оние кои што имаат потреба од огромна флексибилност. Гимнастичари, танчарки, гимнастичарки и така натаму кои што бараат огромна флексибилност, работат методи на ПНФ истегнување. Тоа е како што вели слайдов проприоцептивна неуромускулна фацилитација. Значи, што би значило, проприоцептори се внатрешни рецептори, неуромускулно дека го употребуваме пристапот и кон нервите и кон мускулите, значи невромускулен пристап, фацилитација значи обработка, изградба и така натаму. Или во најдолнава реченица вели ПНФ е обработка на внатрешните рецептори преку невромускулен пристап. И ние правиме истегнување. Како? Овде се напишани два методи. Едниот е CR, Contract Relax, другиот е како што е објаснет овде. Јас ќе го објаснам првиот, ќе видиме дали ако го разбереме првиот, ќе видиме на вториот. Значи имам статичко истегнување. Со тоа статичко истегнување, после тоа правам изометриска контракција на истите мускули во време траење од 7 до 15 секунди, значи ги контрахирам тие мускули. Со тоа што ги контрахирам тие мускули, ја после тоа пробувам, они се актомиозинскиот апарат е преклопен, ја очекувам дека ќе остане малку преклопен и ја пробувам да ги истегнам повеќе. Значи тоа се работи на истата мускулатура. Ако истегнувам бицепс, ја прво го истегнувам бицепсот, па после правам контрахирање на бицепсот, па после тоа повторно го истегнувам бицепсот. Зошто? Заради тоа што актомиозинскиот апарат во таа изометриска контракција се преклопуваат нишките и јас сега пробувам уште малку во третата фаза, каде има статичко истегнување, да ги истегнам уште малку. Ова е, мислам дека јасно. Сега, овој вториот момент е она што е поврзано со агонистите и антагонистите. Значи, прво имам статичко истегнување на таа мускулатура која што сакам да истегнам. Само да видам како сум го напишал. Значи, овде имам се е исто до моментот на четворката, каде што тука правам изометриска контракција на антагонистите. Зошто? За да ги релаксирам малку повеќе овие кои што сум ги истегнувал претходно. Значи, финтата со ова истегнување не верувам дека ќе го работите некогаш, може да прочитате и повеќе за него,
се работи, ви кажав, во екстремни ситуации каде што навистина има потреба од повеќе тренинг за истегнување, но добро е да се спомене. Има и уште некоја фаза која што може да се најде, ве мотивирам да го прочитате. Јас само ќе го сакам да го заокружам тука како слайд и не би одел нешто повеќе затоа што искрено немам најдено никаква пракса од него. Се работи, но не се споменува. Инаку го работат одредена група на луѓе, спортисти, ви кажав, професионални, кои што не се аматери, со кај аматери доволно е да направите статичко истегнување и ќе добиете на флексибилност. Така да со овој слайд јас би завршил и ова е тоа што ќе ви го пратам како материјал за понатаму. Малку одолживме, останавме скоро 2 часа, не сметајќи го оној првиот воведен док што ви спрашував. Но имате ли некое прашање за ова? Сегаш, професоре, мислам, немаме прашање. Океј, ако има нешто што, некоја забелешка или нешто слично, слободно кажувајте. Видеото ќе биде поставено на Facebook. Се гледаме следен петок и во меѓувреме, Андреј, ќе ми пишеш порака, ќе смислиме нешто. Важи. Поздрав на сите. Поздрав. Пријатно. Поздрав, професоре. Пријатно.